Меташ нетрпеливост и кавги пред скопските вакцинални пунктови. Стотици револтирани граѓани пред портите на поликлиниката Јане Сандански чекаа ред за вакцина и негодуваа дека закажаните термини не се почитуваат. Повозрастни граѓани реагираа дека со термините за вакцинација се доцни повеќе од 1 час и отиред треба да чекаат на топлото сонце. Од поликлиниката пак велат, метажот се создава од и примале и пациенти кои предходните денови го пропуштиле терминот од оправдани причини, а не ги враќале ниту лицата со инвалидност, оние кои имале трансплантација, но и пациентите со ретки болести и покрај тоа што не биле закажани. Сепак надлежните се децидни дека приоритет во вакцинирањето имаат оние со закажан термин преку здравствениот систем. Прво одиме према списокот што го добиваме од мој термин, а потоа вратени пациенти ради оправдани причини, као на пример имал настинка пред неколку дена, не можела се вакцинира, таков пациент не враќаме. Пациенти со ретки болести, пациенти со што се спремаат за трансплантација, се прави триажа и сите овие граѓани се вакцинирани во поликлиника Јане Сандански. Министерот за здравство Филипче признава дека метаж пред вакциналните пунктови има, но тоа вели делумно се должи на фактот дека и вработени во институциите се вакцинирале на дел од овие пунктови. Можно да има такви пропусти луѓе да закаснат, меѓутоа има исто така и ситуации кога луѓето доаѓаат порано во раните утренски часови и покрај тоа што се закажани за вакцинација покасно во текот на денот. Или кога има некоја поголема група од вработените како што имаше претходно од некоја од институциите, па се ствара метеж. Меѓутоа мислам дека е тоа исклучок. Во поликлиниката Јане Сандански дневно се вакцинираат над 700 граѓани, иако првично била димензионирана за 400 до 500 вакцинирања. Во Букурешт пак секојдневно вакцина примаат околу 600 граѓани. Досега во Македонија се вакцинирани 206.000 граѓани, а над 150.000 чекаат ред за имунизација.